Родители од истокот категорични. Вакцините се опасни за нашите деца. Поради ова се поголем е бројот на оние кои одбиваат вакцинација на децата. Ова, а не вакцинацијата е вистинската опасност за децата, зашто без вакцина тие се изложуваат на ризици од многу опасни болести, тврдат лекарите. Токму затоа, Министерството за здравство организира работилници преку кои службите посветено работат на информирање на родителите за важноста од навремената имунизација на децата. Целта на овие работилници е да подигнеме свеста за бенефитите од вакцинацијата и безбедноста на вакцините кај вработените во службите за имунизација, кај докторите и сестрите, да ги подобриме нивните комуникацијски вештини за разговор со родителите, бидејќи секој родител пред вакцинација на своето дете сака да се информира, да праша за квалитет, состав, безбедност на вакцината, несакани реакции. Неинформираноста или уште полошо лошата информираност резултираат со ненавремена превенција, што представува ризик за детското здравје. Превенцијата е клjuč на јавното здравје и секогаш е подобро да се спречи отколку да се лекува, а вакцинирањето представува еден од наједноставните методи каде што се постигнува превенција и заштита од одредени заразни заболувања пред се во одредена возрастна група, а тоа се децата. Основниот квалитетен диалог помеѓу докторот и помеѓу родителот представува база и основа да родителот се поврзе, да родителот верува и едноставно преку прашања и одговори да се согласи и детето да го вакцинира. Навремената вакцина е особено важна и за колективното здравје, бидејќи само вакцинацијата над 90% гарантира безбедност од потенцијални епидемии на болести кои современиот свет ги смета за надминати. Најслав одзив има кај МРП вакцината, за која многу родители веруваат дека е поврзана со појавата на аутизам, иако ваквата констатација нема научна основа. Бројката од 66% опфат никогаш до сега не била волку ниска, меѓутоа сведоци сме на она што се случува во регионот и на вистина апел до родителите да ги донесат децата да ги вакцинираат, бидејќи секој контакт може да предизвика заболување кое што може да даде дури и последици, посебно во делот со овие 3 дози со МПР вакцината. Негативната кампања против вакцините започна пред неколку години, а особено се интензивираше откако беше воведена ХПВ вакцината како задолжителна. Од тогаш почна и тивкиот бојкот против вакцинацијата. Дел од родителите одбиваат да ги вакцинираат своите деца и покрај задолжителноста на вакцинацијата и казните од 300 евра.